Регулативата е одлична. Секогаш може подобро се разбира, меѓутоа е солидна, многу добра. И ако се почитува, тогаш нема да имаме катастрофи како што за жал беше онаа во Кочани. Точно се наведени работите кои што треба да ги поседува објектот и како да ви кажам, тоа треба еден по еден кој ќе оди некој да побара лиценца, само да се штиклираат работите, тоа се 5 минути работа или да излезе некој на терен и да ви каже, ти си кажал има, дај да видиме каде е втората врата, каде е третата врата, дали имаш кочница на вратата, дали се отвара кон надвор, дали имаш пристап на противпожарно возило од две страни, дали користиш материјали кои што се незапаливи, кои што или се не чадат и така натаму, затоа што ставањето на сунгер и стиропор во такви објекти како што бил овој во Кочани е практично на вистина доведување во прашање на живот на млади луѓе, затоа што тие материјали не само што горат, туку тие испуштаат чад, во кој што има јаглерод моноксид, кој е еден од најотровните гасови и уште што е потрагично и поопасно, во тој состав има и цијанид, а од историјата знаеме кај се користел цијанидот, за жал. На такви услови се били изложени нашите деца во Кочани. Не е дозволиво, постојат и сунгери што не се запаливи, постојат и други материјали наместо стиропор што можеле да бидат користено, само една комбинација од незнаење, јавашлук, како да ви кажам, незаинтересирано, неодговорност, сето тој ланец доведува до ваков резултат. Трагично, на вистина, па не треба човек да е голем стручњак од противпожарна заштита да свати дека со еден излез 500 души не можат безбедно да го напуштат. Требало само некој да отиде. Тоа е клучната работа. Сработи тоа што за што е платен. Јас, ако може една реченица, затоа повторно ќе го потенцирам делот дека треба во законот да има измени кои што ќе содржат обврзувачко действие за многу од инспекторите. Имено јас можам да говорам за мојата инспекција, не можам да кажам дека ние живееме во утопија и дека секогаш секаде постапиле доследно онака како што треба. Но кога некого ќе го врзете законски и при тоа ќе му наложите да направи записник на кој што ќе се потпише дека ќе одговара доколку утре ден, не дај Господ, се случи нешто слично на ова, тогаш секој ќе размисли дали од канцеларија, пиејќи кафе, ќе потпише некој документ или ќе излезе неколку пати да ја провери состојбата. И кога издал одобрение, и после тоа во фаза на градба, но и при завршување на одредена градба.